Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Во вечерашното издание на нашата емисија ќе се посветиме на една тема која што има повеќе аспекти, но најважниот е, ако може така да кажеме, оној хуманиот аспект и аспектот на тоа како може медицината да спаси и да продолжи човечки животи, да обезбеди подобар живот за пациентите на кои што им е потребно тоа. Во очи на најголемиот христијански празник, Великден, ќе зборуваме за хуманоста, ќе зборуваме за можностите кои што ги дава медицината поврзана со трансплантацијата и за органодарителството. Токму затоа вечерва имам чест да ме бидат две дами гости во студиото. Велам најпрви добра вечер за професор доктор Билјана Кузмановска, национален координатор за трансплантација. Добро дојдовте. Добра вечер, добро ме најдов, Анастасија. Ви благодарам вам и на телевизија Алфа за поканата, поготово на овој значаен ден, да зборуваме за една навистина многу хумана и благородна тема, а во исто време и медицинска и општествена тема. Ви благодарам. Се согласувам, ќе ги опфатиме сите аспекти и велам добра вечер за доктор Александра Гавриловска-Брзанов, заменик координатор за трансплантација. Добра вечер и од мене, до вас, до гледателите на вашата емисија. Се придржувам на здравите од професорката Кузмановска. Благодариме на поканата и на еден ваков убав и голем ден да говориме за една многу значајна тема. Ќе се согласиме дека во очи на особено на вакви празници, некако кога имаме можност да бидеме и похумани, е добро да ја отвориме оваа тема и не само од аспект на тоа како секој ден може да помогне да му се продолжи животот на некој пациент, меѓутоа и да ги одговориме најчестите прашања кои што можеби не се толку познати во јавноста, а се поврзани и со трансплантацијата и со органодарителството. На почеток би сакала да ни кажете, убаво да ни објасните што представува трансплантацијата и како таа може да спаси човечки живот. Да, многу убаво прашање, за да доловиме на гледателите темата трансплантација. Поедноставено кажано, без медицински многу изрази, трансплантација представува земање и преседување на органи или делови од човечко тело со цел на лекување. Што значи тоа? Тоа значи дека од еден човек, еден биолошки систем, велиме, се земаат или се преседуваат делови кај друг човек, друг биолошки систем, со цел да се излечи терминално заболување на еден орган. Целта на трансплантацијата и трансплантационата медицина е многу напредната, токму оној момент кога ќе дојде до неповратно, велиме, иреверзибилно оштетување на некој орган, да му се даде можност на тој пациент да го продолжи својот живот или да го подобри квалитетот на својот живот со преседување на орган од друг човек. Ке зборуваме и како може тоа да се направи, кои се условите и дали може секој еден да биде органодарител и кај кого може да се направи исто така трансплантација. Но минатата година ја завршивте доста успешно, бидејќи за прв пат во Македонија се изврши трансплантација на рожница и тоа беше завршено успешно. Ќе ми кажете и колку пациенти, но најпрво ми сакала да ве прашам колку траеше овој процес на подготовка, за да може нашиот систем да биде подготвен, секако и докторите кои што се дел, и целиот медицински тим кој што учествува, бидејќи ова е мултидисциплинарна област, за да може да се изведе успешно таа трансплантација. Така. После 50 на години би можела да кажеме дека во 2015 година Универзитетската клиника за очни болести доби дозвола да може оваа процедура да се изведува кај нив. Сега, после интензивни подготовки, и би можела да кажам дека по назначувањето на професорката како национален координатор и на мене како заменик национален координатор, навистина посветивме многу внимание и многу труд за да сето тоа се оствари. Имавме многу интензивни преговори, договори, имавме многу организација за целиот процес. Зашто? Затоа што не беше ништо во кое што требаше да се изврши само трансплантацијата како медицинска процедура, него беа уклучени многу алки, беа уклучени многу структури и системи кои што требаше да придонесат во сето ова, за да може да стане возможно и да може да им се овозможи и на нашите граѓани во Република Македонија да го добијат овој
тип на трансплантација. Сега тука, значи, освен самата универзитетска клиника за очни болести, каде што морам да напоменам дека имаат исклучително добар кадар кој што имаше веќе одредени познавања и одредени едукации како во регионални, така и во странски центри на овој тип на интервенции, сепак нели се работи за живот, сепак се работи за нешто каде што не смееме да дозволиме никаква импровизација, па така знаевме дека ќе биде многу подобро доколку имаме установа која што сепак има одредена бројка и каде што има одредена позиција во средски рамки на ова поле, односно трансплантацијата на рожница. Меѓутоа, тоа не е све. Од друга страна, требаше да ги имаме рожниците, односно корнеите или ткивата, кои што треба да бидат трансплантирани. За да сето тоа може да се овозможи, пак од друга страна, како целиот координацијски процес кој што се одвиваше нели од националниот тим за координација, сепак моравме да имаме помош од Министерството за здравство, мораше да добиеме поддршка од владата на Република Северна Македонија, меѓутоа секако и од агенциите за да се овозможат сите оние регулативи и процеси и за да сето ова биде, како што веќе кажав, без никаква импровизација, со апсолутно речиси без никаква грешка спроведена во однос на етички, морални, законски пропишани принципи и рамки. Значи, комплетно регулирано. Сега, од нели многуте преговори и договори, како што веќе напоменав, што ги имавме, на наша среќа успеавме да стапиме во контакт со Дјук универзитетот од САД, кој што се наоѓаат, зависно од тоа која листа ја гледаме, на 6-то или на 7-мо место во светот и кои што имаат навистина клиничка медицина. Да, во однос на трансплантацијата на корнеи се навистина на високо место. Беа волни да дојдат да не поддржат, да ни помогнат во целиот процес, меѓутоа исто така што беше најважно, од Америка беше и донацијата на корнеите. Значи, на ткивата, кои што требаше, нели сепак тоа се субстанции од хумано потекло и затоа, како што напоменав, имавме премногу организацијски рамки во целиот процес, за да сето тоа биде направено како што треба и нашите жители добијат можност сето тоа да го изведуваат тука, да немаат потреба да одат во странство. Првата мисија се направи минатата година во ноември, кога беа трансплантирани вкупно 9 пациенти, меѓутоа за наше големо задоволство да кажем, они изјавија и желба и сака да допринесат повторно во целиот процес, така да се случи неодамна и втората мисија, односно беше во март месец, кога трансплантиравме со претходните 9 вкупно 26 пациенти и повторно ќе кажам на наша голема радост и задоволство се надеваме дека целата оваа соработка ќе продолжи понатака во иднина. Ги споменавте потребата нели и од тимови од странство во случајов нели соработувавте со колеги од Соединетите Американски држави, кои што кажате што се високо рангирани. Колку е важно ваквата соработка во насока на тоа и нашиот тим македонски тука да се едуцира, да учи, да се прилагодува, да ги следи светските стандарди од една страна, а од друга страна и соработката во делот на, бидејќи кажавте дека рожницата беше донесена од таму, односно колку се овие два елементи важни едно во друго и бидејќи смени става тема, како национален координатор за трансплантација, кои услови требаше да се исполнат за да можеме да го имаме она што го имаме денес, оваа соработка и успешните 26 трансплантации како што кажавте. Така. Паралелно тече и преговорите со странскиот партнер, колку се важни меѓународните соработки, општо во медицината се многу важни. Затоа постојат и конгреси, и билатерални соработки, мултилатерални соработки во медицината, а особено во трансплантационата медицина, поготово кога започнувате нова метода. Оваа метода, како што кажа Александра, била работена порано во Македонија, меѓутоа нели сега веќе донесовме, благодарејќи на странскиот партнер, соработката со нив ќе продолжи, тоа морам да нагласам. Донесовме експерти, врвни експерти кои што ги обучуваат нашите лекари не само да се работи таа класична кератопластика, велиме пенетрантна, туку и на две сосема софистицирани микронски трансплантации, каде што само микронски дел од корнејата се
трансплантира, тоа се така наречени димек и дисек методи, кои што пак и не се ни работат секаде. Значи, странската експертиза беше исклучително важна. Паралелно тарае подготовките, значи барање странски партнер. Ние сме многу благодарни на нашите странски партнери Дюк универзитетот, Дюк офталмологија, кои што пак од друга страна нашите доктори тие многу позитивно ги оценија дека многу брзо напредуваат. Александра кажа дека веќе има известни предзнаења, меѓутоа благодарејќи на водството на колегите од Дюк универзитетот, тие навистина се задоволни колку македонскиот тим напредува, се работеше заедно со нив партнерски. Од друга страна, покрај етаблирање на меѓународна соработка која што ќе тече веќе две посети од нив, веќе договараме и трета посета и планираме ова да биде повеќе годишна соработка која што ќе биде всушност експертиза, делење на експертиза од врвни офталмолози, од врвен офталмолошки центар. Паралелно тече и административните подготовки, координаторските, значи каде што беа вклучени институциите, Министерство за здравство, владата на Република Македонија, Малмет, тоа е агенцијата за лекови, царината на царинската управа на Македонија, за да биде сето тоа регулирано. Покрај дозволите за превземање донација, очната клиника, благодарејќи на овие процеси, на овие координативни процеси, се доби дозвола и сама да си врши увоз на корнеи. Така да, покрај донациите, очната клиника може да се започне со процес на увоз на корнеи. Кажавме, го спомнавме соработката од надвор, меѓутоа колку е важна и соработката внатре со нашите тимови во Македонија, бидејќи споменавме дека не станува збор дека еден доктор тоа го прави, туку станува збор за кога буквално, чинам дека вие во едно интервју го имате тоа кажано, дека буквално и животот и смртта се многу блиску кога станува збор за трансплантација, дека буквално повеќе експерти, повеќе специјалисти мора да бидат автоматски вклучени. Колку луѓе учествуваат во трансплантација од прилика, вака претпоставам дека секоја трансплантација подразбира различни услови на кога станува збор нели за различен орган, но што тоа подразбира за нашите македонски тимови и за нашите специјалисти тука? Целта на координаторството за трансплантација е, меѓу другото, и едукација на македонски тимови и проширување на тимовите. Со таква цел ние сме пратиле наши и хирурзи, интернисти во странски центри на едукација и доедукација. Исто така и сме прифатиле нели странски експерти кои би ги едуцирале нашите тимови. Бидејќи кога зборуваме за трансплантација, особено кога зборуваме за кадаверична трансплантација, во исто време паралелно кога се прават повеќе трансплантации на повеќе органи, верувајте, тоа се многу тимови и многу луѓе. Може ли тоа да го објасниме како изгледа? В случајот е кога имаме донор кој што е починат и чии органи можат да помогнат да се продолжи животот на повеќе пациенти. Тоа изгледа како повеќе операцијски сали буквално се активни за да може на повеќе луѓе да им се спаси живот. Како тоа изгледа во принцип? Ќе ме прашам и двете, меѓутоа кога сме веќе на темата повели. Јас процесот ќе го оставам на Александра, може да го објасни од препознавање, меѓутоа јас прво би сакала не само на еден донор, јас сакам да се заблагодарам на сите семејства и на сите донори. Значи, секој еден донор спасил повеќе животи. Значи, да искористиме можноста да им се заблагодариме. Да им се заблагодарам, сакам на сите, на сите семејства кои што се одлучиле на донација, на сите донори. Правото е на семејството дали ќе излезе во јавноста, дали ќе го обзнани, дали ќе го објави идентитетот на донорот. Ние тоа не смееме да го направиме, затоа што тоа се сепак професионални и медицински тајни. Меѓутоа, мојата најголема почит е поклон е кон сите донори. Се согласуваме, затоа што секој еден донор спасува повеќе животи. Тоа ми беше поентата, значи со еден човек не спасува само еден живот, туку повеќе. Токму така. Да. Сега, ако сака Александра да објасни како оди процесот од препознавање до координација, затоа што тоа е процес кој што трае неколку дена. Мора да се реагира брзо, така ли? Многу брзо, значи тоа е процес кој што вклучува многу екипи и процес кој што трае неколку дена. Ако сака Александра. Првин за јавноста е да објасниме дека донор може да биде и жив и починат пациент.
во случајов секогаш ќе го објасни од пациент кој што може за починува и кој што може да дари органи на повеќе лица, потоа ќе ги објасниме повеќето фази кој може да биде органодарител, како може да биде органодарител и ете како може да се произнесе дека сака да помогне, нели, и неговите органи да бидат донирани. За сега во нашата земја, значи, како починат донор, може да бидат лицата кои што имаат изолирано повреда, траума или некое заболување на централниот нервен систем, значи само на мозокот. Сега, кога имаме пациенти кои што веќе се на прием во болничко лекување, тоа се пациенти кои што веќе од самиот старт при приемот на болничкото лекување најчесто захтеваат третман во единиците за интензивно лекување. Значи, каде што имаме веќе инвазивно лекување на тие пациенти, се со цел да направиме све што е возможно во наши рамки, медицински рамки, во све што може да се направи за тие пациенти, да им се спаси животот. И тие пациенти се лекуваат до последниот момент. Меѓутоа, за жал, не секогаш успеваме да ги спасиме сите животи. Кога ќе дојдеме до фаза да кај овие пациенти настане мозочна смрт, што тоа значи? Ние имаме законски точно регулирани и определена рамка со која што треба да пристапиме кај овие пациенти. Односно, кога ќе се примети дека пациентот повеќе апсолутно нема никаква реакција и дека пациентот можеби е во мозочна смрт, се пристапува кон клиничка проверка и тестови. Опфаќаат многу тестови, се случуваат во два временски периода, првиот веднаш, после неколку сати се случуваат и останатите, и кога клинички и биолошки ќе потврдиме дека пациентот е мртов, по нашиот закон се захтева и параклинички тест. Што тоа значи? Пациентот се носи на Институтот за радиологија, каде што по Селдингер ангиографија се детектира протокот на крв во мозокот и во мозочните крвни садови. Од вратот нагоре, овие пациенти немаат капка крв. Тоа значи дека имаат само мртво ткиво. По сите законски, медицински и биолошки критериуми, тој пациент е мртов. Меѓутоа, заради она што претходно го напоменав, дека они веќе се наоѓаат во центри за интензивно лекување, каде што ние многу се бориме за нивниот живот и да ги спасиме, они се наоѓаат, да речеме, на респиратор за механичка вентилација. Тоа значи дека нивниот бел дроб се уште прима кислород, затоа што има машина која што диша за нив. Се наоѓаат на многу инфузии и лекови кои што ни помогнуваат да го одржиме крвниот притисок, да одржиме работата на срцето. Интензивно даваме премногу други лекови и терапија за да продолжи работата на бубрезите, за да може тој пациент да има диуреза и така натака. Благодарение на тоа интензивно лечење, ние се уште кај тие пациенти во прво време и покрај тоа што се они мртви, имаме органи како срце, бубрези, црн дроб, бели дробови кои што се уште во моментот функционираат. Меѓутоа, затоа што се тоа рецептори кои што ние вештачки ги одржуваме, имаат многу ограничен временски рок. И ние сме тука буквално во трка со времето, за што побрзо го организираме целиот процес, за да можеме, доколку може да се земат и се здрави тие органи, да се трансплантираат и да се помогне на останатите луѓе кои што се на листите за чекање. Сега, од кога ќе се докаже мозочната смрт? Иако по нашиот закон, ние сите сме орган донори или нашиот систем е option out, што значи дека имаш опција да искочиш од тој процес. Меѓутоа, секако, во последниот момент, зборот на фамилијата е она што е за нас најмеродавно и, да кажам, императивот по кој што ние мораме да се водиме. Доколку се седнува на разговор со фамилијата, најнапред мора да им се објасни процесот и убаво да разберат што ова точно представува. Им се изразува сочувство, затоа што во тој момент тој пациент веќе се воден или за починат и нормално им се дава време да дојдат на себе и сето тоа да го прифатат, затоа што никој не е спремен за губиток на својот најблизок, нели? Во тој момент на шок, во тој момент јас би рекла на еден ролер костер од емоции, како и самите пациенти, така и ние секогаш велам, немаме разговор кој што се повторува или личи на претходниот. Секој разговор е буквално различен, сам за себе посебен и верувајте премногу тежок и за нас здравствените работници, затоа што ние имаме емпатија, имаме емоции, имаме чувство и знаеме дека во
тие моменти, тоа е најболниот момент што таа фамилија го доживува. А посекако имаме и друга одговорност, морална, етичка, која што стои позади нас, да сепак и законска, да истапиме пред тие луѓе и од нив побараме доколку нели сакаат да ги донираат органите од својот близок и да помогнат во тие најтешки моменти за нив, да бидат хумани и да даруваат органи, да го продолжат животот на некој друг. На крај крајава може да и утеха дека дел од органите или дел од нивниот близок ќе продолжи да живее понатаму во некој човек. Сега, доколку се согласат да ги донираат органите од својот близок, тогаш веќе се покрива уште поголема машинерија. Све оно што беше покренато до сега да се спроведат овие снимања, одржување на овие пациенти кои што захтева на вистина многу голем број на луѓе од низок, среден до највисок персонал, сега уште многу тимови од многу специјалности се вклучуваат, зависно од тоа кој од органите според проценката ќе бидат добри, за да можат понатака да се трансплантираат во друг пациент. Се вклучува мултидисциплинарен тип и имаме веќе пристап на тимови од многу специјалности, од клиниката за кардиологија, кардиохирургија, клиниката за нефрологија, за урологија, клиниката за гастроентерохепатологија, клиниката за дигестивна хирургија, клиниката за имунологија, за трансфузиологија, клиниката за радиологија, кои што секогаш нели исто ни искачаат во пресрет и да не забораваме она што е нашата примарна цел, клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, затоа што анестезиолозите тука навистина играат многу голема улога во сите процеси, они се потребни во секој практично процес. од интензивно лекување, препознавање на веројатна мозочна. Тоа е вашата нашата специјалност на специјалност, двете, да. Како тоа, зошто се толку важни анестезиолозите во ова ситуација? Важни се сите доктори, но ги споменавте како едни од... Анестезиолозите учествуваат во секоја алка на процесот на трансплантација. Почнувајќи од лекувањето на пациентите кои што може да отидат, значи примерна цел е секојаш лекување на тие тешки невротрауми, тешки крварења во мозокот, тие се хоспитализирани во единиците за интензивно лекување, таму работат анестезиолози заедно со неврохирурзи и се нераскинлив дел во нивниот третман. Потоа во тестирање, спроведување на тестовите. Понатака во секоја ниедна трансплантација не може да се изведе без анестезиолог. Постоперативна грижа за пациентите во непосредниот постоперативен период, така да анестезиолозите се присутни во овој процес и во болницата. Александра многу убаво објасни, значи јас уште еднаш за да биде појасно на јавноста, значи не може да биде починат донор секој човек кој што ќе почине надвор од единица за интензивна нега или во домашни услови на улица или на оддел, значи мора да биде во единица за интензивна нега, затоа што само во единица за интензивна нега може неколку часа до ден-два да се одржат органите за да може да бидат валидни да се пресадат кај примателот. Така да таа заблуда да ја тргнеме од не може било кој починат, туку строги се медицинските критериуми. Трансплантацијата е една од медицинските процедури која што е најстрого и законски, и медицински, и етички регулирана. Значи, секој чекор на трансплантацијата си е регулиран со Законот за земање и преседување на делови од човечко тело со цел за лекување. Има закон, има подзаконски акти. Секоја обврска медицинска, секоја процедура е опишана таму, обврската на болничките координатори. Така да за се води обемна документација која што се внесува во мој термин електронско здравство, посебен модул има трансплантација, пасворд за тој модул имаме само неколку доктори кои што исклучиво работиме координаторство. Така да тие податоци не се достапни за секого и секогаш се, да кажам, професионална тајна. И тие донори кои што потенцијални донори кои што не дале согласност семејствата, сето тоа се документирано, меѓутоа нема пристап нели можност, секој само координаторите имаат пристап. Кажавме дека ќе се обидеме многу така нејасноти во јавноста да ги оттргнеме, за да ни стане јасно дека во суштина колку хумана работа е ова, колку е законски регулирана
и колку може секој кој што ќе сака да помогне, секој семејство кој што ќе сака да помогне, на кој начин тоа може да го направи. Го споминавме тоа дека единствено може да биде органодарител човек кој што починал на клиника каде што се одржувал, нели, по смртта, констатираната мозочна смрт, се одржувал во живот со цел да останат органите што е можно подолго во подобра состојба, за да може подоцна да може да го одржат во живот и некој што ќе ги добие тие органи. Како оди изборот на лицата на кои што ќе им биде дониран органот? Предпоставувам има листа каде што на чекање, каде што исто така треба да се направи тест за компатибилност, дали може да го прифати неговиот организам. Тоа како оди понатаму? Еве да речеме ќе се констатира смрт мозочна, семејството ќе го прифати тоа хумано дело, што понатаму? Како се одлучува каде ќе биде дониран тој орган? Значи, постои национална листа за реципиенти потенцијални, значи национална листа на чекање на органи за трансплантација. За да биде впишан еден пациент во националната листа, треба да помине низа тестови на својата матична клиника каде што се лекувал, зависно од органот, нели, за кој што чека трансплантација. Меѓу друго, во тие тестови се и така наречени ХЛА тестови. Зошто ги спомнувам? Повеќе тестови се, но овој го спомнувам затоа што тој не може би клучен во одлучување каде ќе биде, како ќе бидат избрани реципиентите. ХЛА тест, хуман леукоцит антиген, тоа се имунолошки тестови кои што се прават на Институтот за трансфузиологија и секој пациент кој што се наоѓа на листата на потенцијални реципиенти има веќе свој профил. Тоа е фактички нашата имунолошка лична карта. Не е само да се присади орган од еден во друг човек. Може многу брзо да дојде до одбивање на органот. Клучна е имунологијата. Значи се бираат оние кои што се најслични имунолошки. Веднаш се зима, ако добиеме согласност, се зима крв од донорот, се испраќа на Институт за трансфузиологија за да се направи ХЛА типизација. Штом се направи ХЛА типизација, листата ги изфрла, се внесува нели во системот и листата ги изфрла пациентите кои што имаат најмалку несовпаѓања со донорот. Потоа тие се повикуваат, значи некогаш, него многу често се повикуваат повеќе потенцијални реципиенти за да се брзо подготват и потоа од тие неколку повикани се бира кој ќе биде најприоритетен. Значи потоа се прави второ испитување имунолошко, тоа се вика така наречен крос-мечинг, исто така тогаш крвта од потенцијалниот реципиент заедно со крвта од донорот исто така се споредува за да се види дали е позитивен или негативен крос-мечингот. Ако е негативен, тоа значи дека постои голема шанса реципиентот да си го прифати органот. Секако овие пациенти одат на доживотна имуносупресивна терапија, затоа што сепак даваме орган од еден, како што кажав, тоа е наша имунолошка лична карта. Даваме, значи, орган од еден имунолошки систем на орган на друг, а во природата на човечкото тело е да се брани од се што е туѓо. Така да тоа веќе понатака тие се на доживотна имуносупресивна терапија, освен пациентите кои што примаат корнеи, кои што примаат коски и лигаменти. Сите други кои што примаат органи се на доживотна имуносупресивна терапија. И штом се направат овие имунолошки споредби, се собираме тимовите, ги разгледуваме сите потенцијални реципиенти, одиме и по степен на итност. Значи, многу ретко е да се најде двајца пациенти кои што толку блиску одговараат на донорот, меѓутоа секогаш се бираат тие кои што имаат најголема имунолошка сличност со донорот. И потоа се оди по степен на итност, екипите нели вршат проценка, тука се зимаат и повеќе други критериуми, значи телесна body mass index, нели телесната тежина, телесната висина на донорот и на реципиентот, битно е да се компатибилни, анатомски варијации во колку има. За да може самиот орган да го издржи, нели, системот каде што сега веќе да се види и анатомски дали органите на донорот може да бидат трансплантирани кај органите на примателот, затоа што човечката анатомија познава и варијации, значи некогаш има
помалку некогаш повеќе крвни садови таму каде што треба, ги правиме брзо сите тие испитувања и исследувања, ги следуваме и потенцијалните реципиенти, брзо ги подготвуваат тимовите за операција и тогаш веќе таа крупна масивна машинерија е ставена во погон штом се започне со трансплантација, паралелно се работи во неколку сали, значи работат хирурзи, работат перфузионисти, работат медицински сестри, анестезиолози секако, тука се присутни колегите интернисти, нели постојано, и тоа е еден процес кој што трае една кадавирична трансплантација од добивање на согласност до завршување на процесите веројатно 2 дена. Мора брзо да се. Веројатно 2 дена, да. Нема не се мери времето, нема временски лимит. Гледаме се што може да направиме побрзо за да може примателот да прими што поквалитетен орган, а имаме па кратко време да оптимализираме состојбата на примателот, затоа што да, тие се навистина под контрола лекарска на интернистите, меѓутоа, ете, може би баш во тој момент да има некоја инфекција, што е контраиндикација за трансплантација. За да може да се направи трансплантацијата. Колку и кои органи најчесто се трансплантираат кај нас во Македонија? Кај нас во Македонија имаме доста добро развиен систем за трансплантација, затоа што имаме трансплантации на повеќе органи. Од 77-та година започнато со трансплантација на бубрек и тоа можам да кажам една од трансплантациите која што нели си има континуиран тек и успешно се спроведува низ годините наназад. И би сакала да напоменам дека како од починат се спроведува и од жив дарител. Сите ние имаме 2 бубрега, со еден може да се живее, значи многу често еден бубрек од жив дарител се дарува нели во кругот на фамилијата, на семејството и на најблиските, може да биде даруван на пациентот на кој што му е потребен и кој што има крајно бубрежно оштетување. Понатака се трансплантира срце, се трансплантираат црн се трансплантираат коски и лигаменти и како што веќе кажавме, додамно се трансплантира и корнијата или рожницата. Споменавте, бидејќи споменавме кој се може да биде донор, и појаснивме што подразбира мозочна смрт и како може некој кој што ќе почине да ги донира своите органи, но што е со живите пациенти, живите органодарители кои што може да спасат човечки живот, има можности за тоа. Во кој случај и како? Од жив донор сега кај нас во нашата држава може да се изведе трансплантација, како што напоменав, на бубреси. Како што веќе кажавме, нашата примарна дејност, тоа е анестезиологијата. Јас сум анестезиолог кој што изминативе 9 години работи на клиниката за урологија, каде што и се спроведуваат овие операции. До ден денеска, значи, имаме 540 трансплантации на бубрек и би сакала да напоменам во овој момент дека кога се работи за пациент кој што треба да дојде во болница да донира бубрек, многу и неблагодарно на некој начин да ги наречеме пациенти. Зашто? Затоа што се тоа луѓе кои што на своја добра волја од алтруизам доаѓаат да донираат дел од себе си и орган за да помогнат и да спасат некој свој блисок. Сега, исто така, многу е важно да се напомене дека во медицината 100% успех не постои. Значи, дури и кај комплетно здрави, прави индивидуи кои што се подлегнуваат на интервенција, се подпишува согласност дека нешто може да се искомплицира, пошто сепак се работи за сложен медицински процес, дафат или операција. Исто така и кај овие луѓе се подлегнуваат на голема хируршка интервенција, нели на некој начин да даруваат орган од себе. Меѓутоа, исто така со голема гордост би сакала и да напоменам дека до сега кај нас сите донори кои што дале, живи донори кои што донирале бубрек за своите блиски, фала Богу, завршиле добро, сме имали успех кај сите нив и го дале бубрегот нели на својот најблисок. За да бидеме сигурни дека сето ова ќе биде сведено на минимум, ние претходно на оној кој што е донор правиме детални медицински испитувања, затоа што на крај крајва никој од нас не знае што носи скриено. Ние може да се чувствуваме здраво, меѓутоа во моментот на некои детални медицински снимања, компјутерски томографии, гастроскопи или се оно што може да се каже дека на некој начин и рутински, да кажам, преглед кој што треба да се спроведува во одредена возрастна доба, се прави кај овие пациенти, све со
цел да исклучиме било какво скриено органско заболување или оштетување и да не направиме никаква дополнителна штета по нив. Ги споменавме, значи она што е важно е дека сепак најчесто органодарители, живи органодарители се во кругот на семејството. Така ги И освен бубрек како орган што може да се донира, треба да се знае дека може да се донира нели и дел од црниот дроб, меѓутоа за сега тоа е интервенција која што се уште не се изведува во нашата земја. Ги споменавме и трансплантациите на коска и лигаменти, затоа и споменавме дека не е потребно нели да се да има имуносупресија. Како изгледа тоа? Имаме ли некоја место каде што се чуваат, каде што оние кои што се согласиле на органодарителство ги имате како буквално во еден момент кога ќе бидат потребни да бидат искористени. Како се прави тоа и дали и во тој случај секако потребна согласност од семејство и така натаму. Или во случај кога веќе има органодарител кој што донира, да речеме, срце и останато, коските и лигаментите се користат. Значи, според критериуми за возраст и други медицински критериуми, органодарителот, починатиот, тоа е банка за коски и лигаменти која што е на клиниката за ортопедија во рамки на Тоарилуц, каде што фактички фрижидер на минус 80 степени се чуваат коските и лигаментите кои што претходно се експлантирани од починат донор. Според критериуми кои може да бидат донори на коски и на лигаменти. Тоа го работи клиниката за ортопедија, во последно време и клиниката за травматологија. Графтовите ги викаме графтови, значи тоа се коскени и лигаментни графтови. Има болнички координатори исто таму, доктор Милена Богоевска-Доксевска. Тие се обработени и микробиолошки, нумерирани, сите се комплетно се води сметка нели за графтовите и кога има потреба да се направи ортопедско-травматолошка интервенција, да се кај деца особено најчесто се работи за вродени аномалии на екстремитетите, кај возрастни може и се работи, кај пациенти со малигнитети на коска. Значи се вади заболеното ткиво, се заменува со коскен графт. Потоа може да се работи трансплантација на лигаменти. Имавме оваа година и трансплантација на ахилова тетива, тоа е лигамент, а исто така и на други лигаменти од коленото може да се трансплантираат. Меѓутоа, овие пациенти се по принцип дојден услужен. Значи тоа не е посебна листа за чекање, меѓутоа кога има медицинска индикација, клиниките го пријавуваат пациентот до националниот координатор за трансплантација. Тој пациент потоа се внесува на листата дека кај тој пациент ќе се врши трансплантација и потоа детално си медицинските екипи си даваат извештај каков графт е употребен, каква операција е направена, така да тој дел многу успешно функционира. Има ли рок на трајање во таа банка? 5 години. 5 години, со тоа што ако се чува на минус 80, тие фрижидери се заштитени нели со термостати, но ако падне температурата, тогаш треба да се уништат. Јасно, значи да се... Да, корниите траат 14 дена, затоа беше битно нели да се направат сите оние законски предуслови за увоз на корнии, затоа што не секоја земја има своја банка на корнии, не секоја земја користи своји корнии. Се практикува да се увезуваат корнии од неколку познати банки на корнии. Тие имаат рок од 14 дена корниите, додека коските и лигаментите 5 години и се чуваат на различна температура. Кога веќе го споменавме ова, чинам дека вреди да споменеме кога некој органодарител, органите може да ги донира односно македонски органодарител, ги донира органите само за пациенти, жители на македонски, не може да излезе нели надвор од државата, туку ако одлучи да донира во рамки нели на... Кога зборуваме значи за починат донор, исклучително на македонски граѓани, и кога се користат графтови од банката, значи мора да биде исклучително македонски граѓанин примателот. Додека може кај во колку сакаат приватно да си отидат, меѓутоа тоа е сосема нивна желба, оние што се живи донори
на бубрек некогаш одат во странство, меѓутоа си одат пар донор со Јасно. Меѓутоа ова да го разјасниме дека остануваат органодарителството е во рамки нели на колку често се случуваат, односно колку често се случуваат овие интервенции. Ние дознаваме нешто во јавноста, меѓутоа колку се чести трансплантациите. И кажавме дека најчесто нели се органодарителството поврзано нели со бубрези, меѓутоа чести ли се овие? И ова сакам да биде пред да направиме на кратка пауза во она што сакаме да го направиме, а тоа да подигнеме свеста за органодарителството и да ја доближиме што е можно повеќе темата до гледачите. Затоа би рекла дека за жал не онолку колку што ние би сакали, не онолку колку што сме ние спремни во секој можен поглед да тоа го услужиме и сработиме на нашиот народ. Значи нашиот систем е подготвен. Треба да ги подготвиме и граѓаните за тоа што подразбира органодарителството. Апсолутно, да, ќе направиме тука една кратка пауза со реклами, ќе се вратиме назад во студиото, ќе поразговараме уште малку како секој ден од нас може да стане органодарител. Да се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Темата која што обработуваме денеска на овој велики петок е како трансплантацијата создава нова шанса за живот. Ќе ја отворивме темата за хуманоста, за важноста на органодарителството и како трансплантацијата може да спаси човечки животи. Во првиот дел се обидовме да објасниме кој се може да биде органодарител, како тоа е законски регулирано многу прецизно и колку е потребен системот кој што веќе сте го воспоставиле за да може буквално да се извршат успешно сите овие трансплантации, но го завршивме разговорот нели со одговорот тоа дека системот е многу подготвен, но за жал треба да ги подготвиме граѓаните за можностите кои што ги нуди органодарителството. Зошто мислите дека, односно што треба да се подигне, да се промени за да се подигне свеста кај граѓаните, бидејќи чинам дека скоро имаше еден настан каде што буквално и еминентни доктори, представници на верски заедници присуствуваа од повеќе аспекти се, бидејќи денеска е верски празник, да го напоменеме тој дека верските заедници присуствуваат тука и го поддржаа органодарителството нели во рамки на сето она што подразбира нели законски и хуманост, а тоа е го во суштина правите. Но зошто се уште има одредена, ако може така да се каже, стигма кога станува збор за органодарителството. И како да го еден начин се овие емисии да објасниме што тоа подразбира, дека буквално секој орган останува во рамки на државата за македонски граѓани, дека семејството е прашано, дека ништо не може да се случи без согласно на семејството, иако законски секој еден од нас е потенцијален органодарител, освен ако не се изјасни поинаку дека не сака да биде органодарител. Многу убаво прашање. Анализирајќи ги поразвиените системи од нас за трансплантација, заклучивме дека повеќе стапки се необходни за да функционира системот. Покрај едукација на медицинските работници, многу е важна и едукација на општата популација. Дури и најразвиените медицински трансплантација, во однос на трансплантација земји, им требало многу долго време да се подигне свеста за органодарителството, да се има верба дека сето ова е законски регулирано и се е доброволно. Значи, морам да потенцирам, се е доброволно, а за да се зголеми бројот на дарители и согласности, единствена варијабла практично која што не зависи од здравствените работници е согласноста. Значи, ние ќе направиме се, ќе ги направиме сите тестирања, сите испитувања, кон секое семејство пристапуваме со многу трпение, разговори кои што траат со часови. Александра многу убаво кажа, нема два разговори кои што се исти, заради тоа што нели разговараме со луѓе кои што се наоѓаат во моментот во голем психолошки стрес, ние тоа многу убаво го разбираме и им даваме простор и време да размислат. За жал некогаш во самото семејство се случува да има луѓе со различни гледишта апропо органодарителството и целта на вие спомнавте еден настан, јас речам повеќе настани организираме и целта ни е постојана едукација на населението, затоа што ова е навистина благородна работа. Постојана едукација на населението во кое што ќе се вклучат не само медицински, туку и верски авторитети и јавни личности. Да, имаш одредена стигма дека не е верски, ако нели се отвори телото, постанира
Австрија, мислам дека имаше многу официјални верски лица кои што буквално во име на сите верски заедници беа присутни таму Така. и објаснија дека религиите не се противат на орган донорството, напротив, го поддржуваат секако во колку е адхерентно на моралните, етичките, медицински норми и кога е во функција на спасување на живот. Законот наш гарантира дека, бидејќи како што кажав, тоа е строго контролиран процес, не е само од службата за трансплантација, национален координатор, туку заедно со Министерството за здравство, тоа е строго контролиран процес, така да етичката, медицинската и правната рамка се воспоставени и ние мораме цврсто да се придржуваме на етичката, правната рамка. Сега, од друга страна, кога им приоѓате на семејствата, како што кажав, има семејства каде што во самото семејство нема единствен став во однос на органодарителството и најчесто тука, кога нема единствен став, добиваме несогласување. Почитуваме, значи и мора да почитуваме, со закон сме обврзани да ја почитуваме секоја одлука на семејството, затоа што според постоечкиот закон или тие си го даваат последниот збор, но целта ни е да ги едуцираме луѓето дека со прво да ги увериме дека апсолутно е се строго контролирано етички, медицински, правно. Второ, да ги увериме дека телото се третира со најголемо внимание, со најголема почит. Ние правиме и минута молчење на крај на експлантација на органите. Сметаме дека тоа е еден морален чин, интимен чин помеѓу медицинските екипи и донорот. Навистина, може би сте гледале од други земји како медицинарите дури се поклонуваат на телото на ние не ги сликаме тие моменти на минута молчење затоа што верувајте, за нас се многу емотивни. Но вела дека кога ќе спасите еден човечки живот, го спасувате целиот свет. Целото човештво. Да. А тоа е особено во овие рамки во кои што денеска живееме, мислам дека нема нешто похумано што може да се направи, мајки предвид дека еден донор може да спаси повеќе човечки животи. Во таа насока споменавте колку се тешки разговорите кои што треба да ги направите со семејствата кога ќе почине, нели, кога ќе има веќе мозочна смрт, први да се соопшти, нели, тажната вест, а потоа да се соопштат и можностите кои што се нудат за да може, нели, неговиот или незиниот орган да продолжи да живее во некој друг човек. Но како е кога ќе има успешна трансплантација, ќе му се помогне на некој човек, ќе му се продолжи живот и кога ќе се соопшти па таа вест? Многу убаво. Тоа се многу убави вести. И зашто? Затоа што знаете, во целиот тој процес, како што нели веќе неколку пати се заблагодаривме на сите оние фамилии и семејства кои што во најтешките и најболни моменти за себе се обиделе да најдат трошка хуманост и да помогнат на некому друг. Тоа е стварно за длабока почит и наклон. Зашто? Затоа што тие во моментот спасуваат до неколку животи, рековме до 8 животи. А оние животи кои што понатаму ќе бидат спасени и продолжени, всушност се хуманизацијата на целава оваа наша приказна. Тие успешни приказни понатака се слушнати, стигнуваат до секој дом. Нели, пациентот ќе биде добар, ќе биде спасен, ќе има нов функционален орган. Со самото тоа веќе нема да ограничува и врзува друг член од своето семејство да биде покрај него цело време. Значи, тие ќе почнат да имаат социјален живот, ќе можат да допринесат во цело ова општество. Со тоа на некој начин ја менуваат заедницата, а на крај крајава се минува и целото општество, како што кажавте, што е морална етичка одговорност на секој еден од нас. Да. Сакала да се надоврзам, многу убаво го кажа тоа Александра. Како е кога ќе дадат согласност пак? Навистина тоа се моменти кои што не се опишуваат. Цела таа тага и болка по својот изгубен близок и сакан, кога ќе видите семејство кое што наоѓа во себе толкава доблест, толкава добрина, толкава емпатија кон други и кога ќе речат нека живее некој друг, еве да продолжи, нели, веројатно им е и утеха. Јас повторно ќе кажам благодарност до сите што до сега донирале, затоа што ние ги водиме тие разговори кога ќе се соочиме со такви семејства. Верувајте, ние остануваме
Без зборови. Без зборови практично. Ние гледаме еден вулкан на добрина кој што се отвара од луѓе кои што го губат најсаканото и кои што во тој момент ќе речат па нека продолжи друг да живее, нека се спаси некој друг. Нема зборови со кои што може да се опише тоа. Како може во случај да не се остава тежината на семејството кога ќе се случи смрт, може ли некој да му го олесни тоа на семејството, да се произнесе дека сака да биде органодарител? Претпоставам дека тоа е најлесниот начин да кога таков случај, никој не сака да размислува за тоа, меѓутоа во еден ваков разговор кога зборуваме за хуманоста, за животот, за продолжување на животот, што може да направи еден човек? Со актуелниот закон, што може да направи еден човек? Да се размисли за себе и да разговара со најблиските. Меѓутоа, се спремаат одредени законски измени да може секој кој сака, се е доброволно. Морам да нагласам, органодонорството е доброволно. И заради тоа е важна едукација и појаснување на процесите. Се спремаат одредени законски измени да кој сака може кај својот матичен лекар да си се запише дека во случај на мозочна смрт би бил органодарител. Со тоа ќе се симне товарот од семејствата да носат одлука за свој близок и особено ако не го знаат ставот на починатиот, од друга страна ќе се почитува личната волја што е суверена. Што е суверена. Исто така морам да нагласам дека не секој што ќе се регистрира па ќе биде по автоматизам орган-донор. Како што кажавме, треба многу услови да се исполнат. Значи може да изрази желба, меѓутоа не значи дека ќе биде. Ќе најде некој, ќе биде компатибилен со некој кој што треба да го. И не само тоа, значи никој не знае својата смрт, никој не може да си ја предвиди и од што ќе биде. Апсолутно. Така се согласувам. Но еве за крај, како што би заклучиле? Јас само уште еднаш ќе изразам една огромна благодарност лично јас и во име на целиот тим и во сите кои што сакаат да изразат благодарност на семејствата кои што одлучуваат да прифатат органодарителство за својот близок и секоја чест. Тоа не го може дефинитивно слушнавме секој, меѓутоа колку стануваме посвесни за органодарителството, колку стануваме поинформирани, толку повеќе човечки животи ќе можеме да спасиме во секој случај. Јас прво да се заблагодарам на телевизија Алфа, на вас медиумите, вам како новинар. Секој што ќе отвори медиумски оваа тема, прави всушност општествено одговорна работа. Колку повеќе разговараме на оваа тема, толку повеќе го доближуваме органодарителството. Верувајте, постојат многу предрасуди, постојат многу непознаници и во природата на човекот е да се плаши од тоа што не го познава. Некако смртта и органодонорството се уште табу тема кај нас. Сакаме да отвараме оваа тема, да ја приближуваме, да ја до народот полека да народот свати дека ниту има религиски пречки, законски е сето тоа регулирано, се е доброволно, значи сакам вам да ви се заблагодарам што отворивте оваа тема на овој ден во очи овој голем празник кој што го слави животот всушност, воскресението и дека со органодонорство на некој начин, на некој символичен всушност начин може да се воскресне и секој кој што почина. Фала ви многу за можноста што сте тука. Ке ви давам пред да ги поздравам сите, да се честитаме и празник во рамки на Великден. Вашата порака? Мојата порака. Значи, знаете што е многу интересно што медицинските професионалци, колку и се да сме едуцирани, спремни и подготвени за сето ова, како што професорката на многу пати напоменува, единствената варијабла во која што ние не можеме да смениме многу, тоа е согласностите од фамилиите. Меѓутоа, затоа се да благодаруваме на вас, на сите медиуми, на организациите на пациенти, на граѓанските организации, на сите оние медицински професионалци кои што се вклучени во целиот овој процес, кои што континуирано ни давате поддршка со организирани јавни дебати, емисии, интервјуа и така натака, за да можеме колку повеќе успееме се она што е непознато да го дообјасниме и на некој начин ги охрабриме гледателите да не се плашат. Зашто? Затоа што
никој од нас не саке не очекува да му се случи нешто лошо. Меѓутоа, за жал, непредвидливи работи се случуваат. И затоа треба да се разговара со своите блиски. Јас сум се изјаснила. Да, јас сум орган донор. И сите мои дома го знаат тоа. Верувајте, кога ќе дојде моментот на разговор со фамилиите, тие се претешки разговори. Меѓутоа, многу ретко, малтени никогаш би можела да кажам, не сме имале ситуација во која што оние познавале желбата на оној кој што го губат и при тоа да не остане испочитувана во тој момент. Ако лицето што си оди претходно се изјаснило дека сака да биде орган донор, сите колку и да се против тоа во тој момент ја почитуваат неговата одлука. И најубаво е кога секој од нас би можел да си ја донесе одлуката за тоа што сака понатака да се случи. Да, многу голем празник сме во очи или на Великден, празникот на животот, на воскресението, и јас би кажала дека во ние последни моменти никој не ги суди делата, сите ги судат делата. Да направиме хумано дело, да донираме органи, оному каде што повеќе не можеме да спасиме. Фала ви благодарам многу на двете. Мислам дека се обидовме да одговориме на што е можно повеќе прашања. Мене ми беше чест да бидам домакин вечерва. Се надевам дека на поголем број гледачи кои што ќе гледаат емисијата, ако не на најголем број гледачи, им стана јасно зашто станува збор и дека можеби денеска ќе одлучат дека ќе донесат таа одлука, дека како што кажавте вие ќе му соопшти на семејството дека би сакале еден ден да бидат органодарители. Јас од тука ќе ви се благодарам уште еднаш. Благодарам за семејствата на сите оние кои што биле органодарители. Ќе ви посакам убав остаток од вечерта и секако среќен Великден, бидејќи се видите со мене после празниците, па ви го честитам сега празникот. Поздрав!